Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Тема на денешното издание на Здравје ќе биде исхраната како одбрана од ефектите на загадувањето. И овој понеделник со мене во студиото постојан соработник е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добре дојдовте и овој понеделник во Здравје. Добро утро, добро ве најдов. Ја најавивме темата, актуелна тема изминатиот месец. Постојано се зборува околу загаденоста на воздухот. Дали може нешто да направиме за да се заштитиме подобро? Најнапред да ја објасниме природната одбрана на нашето тело против загадениот воздух. Како одбранбено сами се браниме од ова загадување? Нашето тело има развиено одбранбени механизми кон надворешната средина. И на секој начин кога доаѓа во контакт со надворешната средина, се брани. Најнапред, наједноставно да речеме, сите можеме да го увидиме тоа е кожата, која што ги носи сите одбранбени механизми кои што се кон општата средина. Следно, кое што комуницира интензивно со надворешната средина е нашиот дигестивен систем. Храната која што постојано ја внесуваме, но ги знаеме сите тие ензими, сите киселини, сите неопходни материи кои што ги носиме во себе со цел да се заштитиме од тие бактерии кои што се присутни во храната и со храната кои што ги внесуваме. И третиот систем, наш човечки во организмот кој што доаѓа во интензивен контакт со надворешната средина е респираторниот систем, односно системот за дишење. И дури сега тој ни паѓа, така да речеме, повеќе во фокус, земајќи ја предвид моменталната ситуација со загадувањето на воздухот. Респираторниот систем цел е обложен од носот, значи до алвеолите, постојано цел од почетокот до крај, е обложен со една заштитна тенка линија, значи слој на доста густ секрет кој што има капацитет и да се движи по потреба, односно тој континуирано бавно се движи. Сега тој слој кој што го обложува целосно респираторниот систем, тој е доста тенок навидум, од неколку милиметри, меѓутоа е доволно, се смета како за иницијално доволно за да биде одбрана против токсините. Или ако го објасниме, ако го опишеме човечкото тело како еден вид на тврдина или крепост, која што има неколку слоеви ѕидини, да речеме, кон надвор, најнадворешниот ѕид кој што прв брани, тоа е тој тенок слој кој што ја обложува и ја навлажнува целосно мембраната од почетокот до крајот на респираторниот систем. Сега, клучот всушност е во самата содржина на тој тенок слој течност кој што ги обложува и алвеолите и белите дробови и респираторните патишта од внатре. Да преминеме точно на тоа што има таа течност, која што ние постепено содржи, и ја искашлуваме, нели, постепено. Инаку таа природно се движи кон горе, за до моментот кога ќе дојде до врвот на трахејата или на душникот, преминува кон хранопроводот и ние тогаш ја голтаме. Така да тој процес континуирано се случува. Нашето тело има мали трепки на клетките, значи како цилии наречено медицински, кои што постојано вибрираат и се движат кон горе. А што има во таа течност? Таа течност има пред се голем број на антиоксиданси. Значи тоа е клучот на одбраната која што таа течност во себе го носи. Или по-конкретно можеме и да ги наброиме. Има муцин, има урична киселина, има една голема палета на протеини, претежно најброен од нив е албуминот, потоа има аскорбинска киселина или ќе го познаете, тоа е витаминот С, значи има големи количества на витамин С во таа течност и глутатион кој што е носител на одбраната. Сега да речеме два типа на материи можеме веднаш да ги спомнеме. Тоа се NO2 кои што се ослободуваат при од издувните гасови на колите и O3, односно озонот, кој што се ослободува повеќе во летниот период,
и едните и другите материи ги нагризуваат клетките, ги уништуваат клетките, а доколку допрат до нив. Меѓутоа, овие материи кои што ги спомнавме, во тој тенок слој на течност, штом ќе дојдат внатре во нив, настанува хемиска реакција и О3 и NO2 веднаш се неутрализираат. Значи, тоа е за првиот, за еден дел, да речеме за гасовите. Меѓутоа, не само што внесуваме гасови, туку внесуваме и честички. Честичките се тие кои што сега во моментот се актуелни, кои што ни прават проблем. Да. Меѓутоа, голем е капацитетот на организмот со тие антиоксиданси иницијално да ги неутрализира, потоа во самите алвеоли постојат така наречени клетки макрофаги кои што доаѓаат и ги јадат, ги консумираат и на тој начин ги неутрализираат да не преминат понатаму, односно да не навлегуваат во големи дози во крвотокот. Така, да се подсетиме што беше значењето на антиоксидансите, значи што представуваат антиоксидансите? Така ние порано испомнувавме во една емисија, целосно можеби посветивме на антиоксидансите, но добро е сега да ги спомнеме бидејќи тие се носителите на одбраната. Всушност, кога доаѓаат овие токсични материи во нашето тело, предизвикуваат така наречен оксидативен стрес, односно доаѓа до ослободување на слободни радикали. Тоа се всушност материи кои што и природно нашиот метаболизам ги произведува, значи постојат и природно така наречени слободни радикали, кои што нашето тело ги произведува. Но ние имаме и капацитет природен од нив да се заштитиме. Но, кога ќе почне да доаѓа загадувањето, тогаш се всушност потребни повисоки дози на антиоксиданси со цел да не дојде до оштетување на клетките или оштетување на ДНК, кое што понатаму води кон создавање на рак. Сега да се навратиме на антиоксидансите. Најдобро познати се следниве 4 групи. Витаминот А и каротеноидите. И тука пред се мислиме на тие материи кои што ги има во морковите, познати и затоа битно да се консумираат. Има и портокалова боја. Да, и битно да се консумираат во овие услови, значи во услови на висока загаденост. Исто така го има и во брокули, го има и во доматот, го има во многу други. Значи, витаминот А е поприлично присутен, но спомнавме дека во морковите е најсилно присутен. Потоа витаминот С. Витаминот С знаеме, сите така наречени цитрусни плодови. Лимон, цитрон, портокал, мандарини. И сега тука ја гледате мудроста на природата, така да речем, или тој дизајн, зошто токму овие овошје да се присутни во зимскиот период. А гледаме дека на нашето тело му требаат токму во тој период. Имено го сваќаме моментот ако ги видите бадемите или оревите или лешниците кои што се консумираат нели во овој период поинтензивно. Или пак лимонот го спомнавме, портокалот, мандарините исто сега ги има. Тоа се многу поразлични од летните или пролетните, да речеме, овошја и зеленчуци. Овие се доста густи по нутритивна вредност, имаат многу високи дози. Малтене природата сама ни кажала, не упатила што треба да консумираме. Во кој период од годината. Да. И потоа витаминот Е, еве ги спомнавме јаткастите. Витаминот Е е многу моќен антиоксиданс, кој што е присутен во јаткастите плодови, и селенот, кој што особено многу го има во лукот. Значи, тоа се 4 најпознати антиоксиданси кои што треба да се користат во овој период со цел намалување на ефектите од загадувањето А, С, Е и селен. Така, доктор Митов, тука ќе направиме кратка пауза за реклама, ќе се вратиме повторно на темата како да се заштитиме од аерозагадувањето. Ги споменавме антиоксидансите. Ќе видиме во понатамошниот дел од емисијата дали има и друг начин на заштита на организмот од загадениот воздух. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.
Почитувани, јас сум Александар Динев, денешен мој соговорник во студиото на Радио Слободна Македонија во емисијата Здравје, доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Зборуваме како исхраната може да делува како одбрана на загадувањето, значи како да се заштитиме од загадувањето преку исхраната. Доктор Митов, дали може нешто да направиме да ја зајакнеме одбранбената улога на заштитниот слој во дишните патишта, каде е првиот филтер на влезот на овие загадени честички кои се актуелни последно време и во Скопје, и во Тетови, и во неколку други градови во Македонија? Ја спомнавме содржината на тој слој и еден од главните носители на одбраната е всушност витаминот С. Значи во овој случај можеме да кажеме дека нели таа народната лекот е 5 пари, ама кој да го знае. И во овој случај најсилно јас би препорачал зголемена употреба на витамин С. И студијата која што сега ќе ја спомнам е во тој правец, бидејќи тоа е мерено, значи е проверувано кој е ефектот на витаминот С врз материите кои што се внесуваат и заштитата на организмот. Јас, знаете, вообичаено не препорачувам дополнително земање витамини и минерали, дека тоа е најдобро да се користи што го има во исхраната. Меѓутоа, во вакви ситуации кога има голем атак врз нашиот организам од надворешната средина, се плашам дека тие количини на витамин С, кои што можеме нормално да ги земеме преку исхраната, може да не бидат доволни, односно да може сепак да настане штета и покрај вообичаените дози. Од тука би се охрабрили јас и слушателите дека во овој период земање витамин С е добра идеја. Така да не би навлегувал во прецизните дози, заради тоа што нели има посебна витамин С мега доза, значи има огромна дискусија колку е горниот лимит, колку може да се зема. Во зависност од организмот и од потребите на организмот, секој да, тоа варира, меѓутоа постои една теза во медицината, не е прифатена општо од сите, дека дури и високи дози на витамин С треба да се земаат во овој период, па дури и до 1 грам, што се 1000 милиграми или повеќе. Не е најдена токсичност. Така, според она што сум го читал и истражувал, бидејќи не сум доктор, сепак 500 милиграми е она стандардна доза која... Таа е дозата стандардна, да. Дневна доза, но збориме за вонстандардни услови моментално и затоа и тука тогаш е дилемата. дупла доза да се појачи. Знаете, бидејќи многу е тешко да се даде совет или препорака во период кога имате ситуација која што не е детално испитувана научно. Значи, ние не сме имале луѓе подложени на вакви услови кои што биле долг период во слични услови и на кои што им се давало витамин С во различни дози и да се види кој е ефектот. И затоа е битно да одиме предпазливо со зголемување на дозите, па дури и преку земање на релативно повисоки дози вон така наречено здравата исхрана за која што нели вообичаено зборуваме, овошје и зеленчук како главни извори. Сега да ја кажам и студијата за која што се повикувам, правени се тие анализи кога научниците сватиле дека тој заштитен слој штити и од загадување од воздух, се поставило прашањето што можеме ние да направиме да ја зајакнеме улогата на тој заштитен слој. И на голем број испитаници анализирани се ефектите на додавањето на витамин С. Нема да навлегувам во техничките детали, меѓутоа најдено е како се зголемува право пропорционално внесот на витамин С, така во плазмата, во урината, па дури и во содржината на тој слој кој што не заштитува во дишните патишта, така расте витаминот С, самата содржина. И со тоа де факто доаѓа до заштита. Од тука би заклучил од оваа студија, во чии што детали еве не навлеговме во интерес на времето, прво, удвојување на користењето на портокали, лимони и мандарини во овој период и дури и земање витамин С во поголеми дози со цел да се зајакне одбраната на белите дробови. Така, дали покрај витаминот С може да одвоиме и друг антиоксидант кој е важен и за кој можеме со исхраната да ја зголемиме неговата концентрација, односно да делуваме одбранбено на ова аерозагадување кој ни се случува денови? Всушност одбраната во белите дробови на овој слој за кој што зборуваме се темели на две молекули. Едната е витаминот С, аскорбинската киселина, и втората е глутатионот. Глутатионот е многу едноставна на виду молекула, но е сршта на
науките за детоксификација на нашиот организам. Тоа е главната молекула која што е одговорна за прочистување на нашиот организам. Ние природно ја синтетизираме, се што треба е да имаме доволно внесени аминокиселини, цистеин, глицин и глутамин, и нашето тело има капацитет само да ја произведува. Но да дадеме конкретен совет, важно е да се внесува храна во овој период со цел да го појачаме глутатионот, да се внесува храна која што има содржи сулфур. Пред се лукот. Значи лук во секојдневна употреба, потоа брокулите исто така се доста мокни со вакви супстанции, значи брокули, зелка. Еве пак спомнуваме. Пак материи кои што се присутни во овој период. Особено, значи, природата дизајнирала кога ни треба, но ние само треба да го земеме во доволна количина или заради моменталните услови во малку поголеми количини. Се разбира, додатоци од аспект на фолат, витамин B6 и B12, така да сите овие додатоци во овој период кои што јас вообичаено не ги препорачувам, меѓутоа во овој период сепак се работи за вонредни услови. За жал да. За жал да. И на тој начин се зголемува значително капацитетот на организмот да одговори на настанатата ситуација и дополнително да се заштити. Так, во контекст на нашите препораки, само на крај да споменеме дека и владата вчера донесе на вонредна седница повеќе заклучоци и препораки во врска со зголеменото загадување на воздухот, како покарактеристични ќе ги издвоиме да се ослободат од работни обврски бремените жени, лицата на 60 години со респираторни кардиоваскуларни заболувања, како и лицата под 60 години кои имаат астма и хронична обструктивна белодробна болест, односно ХОБ, до 4 јануари. Да се надеваме дека до овој период, до 4 јануари, после 4 јануари ќе се стабилизираат временските услови. Да. Малку ќе се растерети ова загадување кое го имаме во главниот град. Се надевам за крај еден совет до слушателите да ги практикуваат овие значајни совети кои ги споменавте и да јадат што повеќе овош и зеленчук збогатено со витамин С и тоа со дупла доза. И така е. Повеќе и да не се изложуваат на надворешната средина безпотребно. Значи доколку нема потреба да се движат, да одат било каде, да не го прават. Така, во секој случај човекот треба сам да се грижи за здравието и сам да внимава на сопственото здравје. Доктор Митов, ви благодарам за одвоеното време и за овие информации кои ги споделивте со слушателите на Здравје. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Владимир Дамјановски, видеореализација Дине Вучков. Денеска сме понеделник, 28 декември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поздравувам и ви посакувам пријатен работен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.